Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Кои се кандидатите за градоначалници во општина Кривогаштани и општина Долнени? Во кругот на Прилепската болница метеж на пладне, пукотници и истрели со многу полициска екипа. Одбележан патрон празникот на основното општинско училиште Рамполевката и свеќе на споменикот во чест на загинатите од Дамничкиот масакар 1942 година. Безбедно странети неколку неексплодирани убойни средства од војните на територијата на Македонија. Изложба од Прилепскиот академски уметник Филип Јовески. Времето променливо облачно, посвежо, ветровито, со сончеви периоди и температура до 26 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Веле, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Кои се кандидатите за градоначалници во општина Кривогаштани и во општина Долнени? Општина Долнени има 7 кандидати за градоначалници и 14 кандидатски листи за советници. Во општина Долнени во трката за градоначалничкото место, потврдени од Државната изборна комисија, се двајца кандидати – Абдула Байрамовски и Суад Адилович, и 5 кандидати од политичките партии и коалиции – Блерим Ислајми од коалиција Блен, Рамадан Друмовски, политичка партија Движење за национално единство на турците, Исуф Синани, коалиција Социјалдемократски сојуз на Македонија, Флајмир Ѓолека, коалиција Национална алијанса за интеграција и Сашо Велјановски, коалиција Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ. За престојните локални избори 2025 во општина Кривогаштани и за кандидат за градоначалник на општината и за листите советници нема кандидати предложени од група граѓани. Во трката за градоначалничко место влегуваат 2 коалиции со следните кандидати: Игор Каравиловски, коалиција за локални избори 2025 предводена од СДСМ, Сашо Граоровски, коалиција Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМНЕ. Пладнево во кругот на Прилепската болница имаше метеж, пукотници и истрели со многу полициска екипа. Неофицијално во информацијата се вели дека лицата биле наоружани со огнено и ладно оружје. На настанот што се случил во дворот од Прилепската болница интервенирала полицијата. Денеска 19 септември 2025 година во 12 часот во Оделението за внатрешни работи Прилеп било пријавено дека пред градската општа болница Борка Талески во Прилеп настанала физичка пресметка помеѓу повеќе лица кои употребиле дрвени и други предмети. На местото се испратени полициски службеници, но лицата не постапиле по нивните наредби да престанат, пошто еден од нив испукал неколку истрели во воздух од службениот пиштол. По полициска станица Прилеп се приведени 13 лица и по целосно документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Денеска беше одбележан патрон празникот на основното општинско училиште Рамполевката и беше положено цвеќе на споменикот во чест на загинатите од Дамничкиот масакар 1942 година, едно од најгрозоморните убиства од Втората светска војна. Слушам,
Денеска во Прилеп беше одбележана 83 годишнината од Дамничкиот масакр, кој на 19 септември 1942 година зверски, после повеќе дневно крајно нечовечко мачење, во Прилепската касарна биле убиени 19 партизани од селото Дамница и Прилеп од страна на бугарскиот фашистички окупатор. По повод Дамничкиот масакр, денеска свежо цвеќе на споменикот положија представници од локалната самоуправа, од Сојузот на борците и од граѓански сдруженија. На овој ден биле убијани 18 жители од селото Дамница, односно 19, бидејќи истиот тој ден по долго мачење бил убиен и Рампо Левката, прилепски адвокат со револуционерен дух, учесник во Народно-ослободителната војна, подоцна прогласен за народен херој. Денеска, училиштето кој што го носи неговото име, го одбележа својот патрон празник. Безбедно странети неколку неексплоатирани убојни средства од војните што се одржувале на територијата на Македонија. Во последните 2 недели на територијата на Македонија пронајдени и безбедно биле отстранети неексплодирани убојни средства, информираат од Дирекцијата за заштита и спасување. Пиротехничарот Ѓорги Стефанов успешно отстранил неколку неексплодирани убојни средства пронајдени на неколку локации во земјава и Пелагонија. Во Пелагониско, во општина Долнени и Могила, биле пронајдени 2 артилериски гранати од Првата светска војна. Сите овие средства се безбедно подигнати, транспортирани и сместени на воениот полигон Криволак, каде што ќе бидат уништени. Вечерва ќе се одржи изложба од прилепскиот академски уметник Филип Јовески. Трансмутирани души е изложбата од академскиот уметник магистар Филип Јовески, што ќе биде отворена вечерва во 19 часот во ликовната галерија во Центарот за култура Марко Цепенков. Уметникот, преку различни алатки, техники, бои и атмосфери, ги представува личностите, приказни и важноста на пораката на субјектите во портретот. Временска прогноза. Времето денеска беше променливо облачно, посвежо, ветровито, со сончеви периоди. Дуваше слаб до умерен ветар од северозападен правец. Следните денови се очекува времето да биде сончево и топло, со посвежи утра и постепен пораст на дневната температура. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.